Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Ова е последно за оваа работна недела во која што денеска ќе разговараме за тоа дека поранешниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков не може да здивне од распити. Во текот на вчерашниот ден беше на распит во Кривичниот суд, додека пак денеска беше 2 часа дури на распит во специјалното јавно обвинителство. Токму за ова колешката Марија Севриева, која што го следи настанот, во 16 часот во вестите се јави во живо телефонски, да го преслушаме уште еднаш нејзиниот телефонски извештај, па ќе се вратиме во студиото. Поранешниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков повеќе од 2 часа беше во просториите на специјалното јавно обвинителство, каде што даваше исказ поврзан со предметот тортура. Како што потврди од специјалното јавно обвинителство, Мијалков бил повикан на исказ како задолжително истражно дејство што се презема според законот за кривична постапка. Предметот тортура беше отворен во март, кога специјалното јавно обвинителство информираше дека 7 лица, помеѓу кои и како прво осумничен е поранешниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков, сториле кривично дело, мачење и друго сурово нечовечко или понижувачко постапување и казнување, бидејќи при апсењето на лидерот на Обединети за Македонија, Љубе Бошковски, била применета прекумерна сила, односно тој бил доведен до душевно страдање. По завршувањето на исказот во специјалното јавно обвинителство, Мијалков излезе од главниот влез на СЈО, меѓутоа ги избегна новинарските екипи, кои што се обидуваат да му постават прашање. Тој само накусо рече дека изјава ќе даде во друга прилика. Тоа беше извештај од телефонски на колешката Марија Севриева од 16 часот изданието на вестите. Во текот на оваа емисија разговараме токму за распитот во Кривичен суд вчера, но и распитот во СЈО денеска, пошто Мијалков не може да земе здив, односно не може да здивне од распити. Дали имаме некој на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. И од кога не сум се јавил. Одамна да ви кажам, погласно држијата, повелете. Ево да добиеме, мајко, како добие тоа е горе-доле, да речеме 2-30% истите, па истите, како добија тоа да име. Не знам, повелете. Да, поздрав за вас и екипа, и гледачите, наравно. Ова, веќе втор пат кружи се во јавноста, од кога беше покренато у март, кога беше тоа, сега се продолжува натака. Меѓутоа, јас не би оттргнал од голема одговорност во врска со јавноста. Она наместена снимка, како успеал да ја намести така, како што сака тој што ја прикажа во јавноста. Тоа истото се случи и вчера со новиот случај се со Диме Спасов. Вон темата, меѓутоа ќе ми дозволи, пошто ретко се јавувам, исти начин како таа снимка тогаш ја направил, така и сега, ја не знам како може такво нешто да се дозволи. Дали тоа треба некој правник, некој правно лице, некој адвокат, да се прашува дали тоа не подлегнува под прекршок во врска со информациите што ги пружи во јавноста. Толку ви имал и благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Па сега, после толку време да се слушнаме. Ајде, повелете. Има може да се јавам, ама вас ве ценам и како човек, и како професионалец во работата и не сакам да ви создавам проблеми. Ви благодарам поради тоа. Често. И јас го ценам тоа од ваша страна. Повелете. Сега на темата да се префрлам. Ќе почнам со народни поговорки. Копчето се одмоткува веќе. Вистината плива по површината, ама која адица ќе ја фати? Тоа е најважното. Господјата Катица Јанева е истрајна, макар да и прават стопки на секој корак, меѓутоа таа е истрајна
Сега, како ќе реши кривичниот суд, што бара она, дали ќе ја одобрат неа тоа е друго. Меѓутоа, таму кај што има дим има и огон. Значи, нешто постои. Мислам дека господјата Катица Јанева не е човек од збор и нема да изнесе нешто во јавност ако не е сосема сигурна, ако не го испитала случајот. А однесувањето на Мијалков, како и сите други, така беше и неговото. Вчера се сокри, денеска рече во друга прилика ќе даде изјава, тоа веќе ни е познато. Благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден, Огнен. Добар ден, ве слушам, повелете. Прв пат ме добивам. Мило ми е, се надевам не и последен. Не, може ќе се јавува интересантна ви и емисијата и јавувањето на луѓето. Так, повелете. Мислам дека ова што Мијалков вчера беше во оној другиот суд, денеска овде, ја не можам да сватам во оваа држава кој е сега Мијалков е сега обичен граѓанин, а влегува низ глава на врата во судот, влегуваат со телохранители што изиграваат мафија ли? Ја не знам оваа држава има ли некој закон. Он е сега моментално граѓанин кој секој граѓанин овде. Второ, ја стално ги викат да некои разговори, ја не верувам више во ова судство. Џабе ќе биде Катица Јанева и да покаже поставка, па погледнете го судството. Еве сега исто кој други што убаци малку, со Спасов. Видите, во 3 дена 300 изјави се дават или комуништа. Не знам кај ќе идеме со оваа држава. Ако оваа власт не се смени, оваа држава мислам дека ќе пропадне. Толку. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало. Добар ден. Добар ден. Како сте? Благодарам, добро, дали сум во линија, Огнен? Да, вие сте, повелете. Ви благодарам многу. Ретко се јавувам, само едно да кажам, се чудам од луѓево. Да, само намалете го тонот на телевизорот за да не видов ни гласот и да зборувајте. Сега ајде. Во години сум, Ако да сте жива и здрава, затоа сме ние тука. Фала, благодарам. Во животот многу слушнав, многу видов, нека ми извини глуевизмот, ваков дебилизам не видов. Замислите, влегува од која врата сака, во суд излегува од која врата сака. Уште се прави важен, уште мисли дека е на функција. Па веќе почна се да излегува на виделина. Па стварно овие луѓе немаат ни срам, ни перде. Тоа сакав да го кажам, извини и се најдобро. Нема зашто да се извинувате, ви благодарам за јавувањето и јас вам ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден. Огнен, да. Гледач од Куманово. Поздрав до Куманово од нас, повелете. Вака, во врска со ова што кажуват Мијалков, тој беше маж до пред неколку време и да не се плашат овие македонците, пошто женава ќе го среди и ќе види во Македонија дека само жена може да ја среди оваа ситуација и дека Мијалков ќе одговара и сите овие бандава зад него ќе одговара за ова зло што го нанесоа на нас македонци. Пред се, тие покушаа дека можат да местат и да прават што сакат. Јас сум еден од тие што сакаа во Идризово да ме наместат и да ги украдат кутиите со тој Живко Пројковски и кажува, иначе сум полицајаци не се срамам. Добро. Пошто ова држава ние им ја направивме, а тие мислеа дека ќе распарчат и ќе ја украдат. Ама полека ми иде крајот и ние тој крај заедно со Јанева ќе победиме и ќе видат зашо се работи, кои се македонци пред се. Мора да докажеме на овие македонци дека ние сме македонци, а овие што ја плячка и ограбува Македонија дека не се македонци. Така. Добро. И бидете поздравени. Благодарам. И само напред и нема назад идење со ова банда. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. По 2 часа во просториите на специјалното јавно обвинителство поранешниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков замина во придружба на адвокатот Никола Додовски. Тој беше повикан да даде исказ за случајот тортура што ова обвинителство го покрена во врска со апсењето
на лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски, ден по изборите во 2011 година. Освен Мијалков, во овој случај осомничени се и командантот на специјалната единица Алфи, Ивица Антевски Пуки, но и други припадници на оваа единица. Тие се товарат за нечовечко постапување, а Мијалков е првоосомничен. Добар ден. Добар ден, добар ден. Ве слушам, повелете. Да му дадеме голема поддршка на специјалното јавно обвинителство. Нека си ја тера работата, нека продолжи како што си работи. Да им порачаме на судиите да си судат по правило, не под притисок, пошто еден ден и на тие судии ќе им се суди што не судат како што треба. Народот ќе им пресуди. А за Мијалков не може да здивне, тој тек сега нема да почне да здивнува. Тек сега го снаоѓа тоа што го правил. Клопчето што се одмотува и да веруваме дека вистината ќе искочи на виделина. А судиите нека си ја завршат својата работа по правило на службата, да не испадне дека државава не ни ја бива од судиите. Добро. Фала, пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден, господине Јаневски. Добар ден, дали е тоа Мите Василев од Германија? Ама секако, јас ке се представев, секако. Добро е, ве познав. Да сте ни живи и здрави. Благодарам, поздрав и до вас. Јас едно се чудам. Абе, сите ние играме улога за студии, па има студ, ке си заврши, ке си работата заврши како што треба. А што морам јас сега да напаѓам некого или некој некого, видел, не видел? Ја можам само да речам дека ние се препираме само образи се еден кон друг прав, да оставиме институциите да си работат. Ути оноа што вчера гледав за Диме Спасов, тоа за мене не е доказ. Ама ути тука у Германија да побегнеш, бе, ќе му испукат крушуми по овоа гумите, нема кај да мрдве, ќе офанат. Ово се виде дека се работе, кој како стака, јас можам, ти не ми можеш ништо, овака ќе направам. Абе, така држава не се чува, бе, и не се гради. Сите заеднички мораме за таа наша крвово платена Македонија и немојте да мислите дека за некого ќе биде мет и масло, некој ќе јаде само суфле. За сите мора да биде подеднакво, а тоа подеднакво сите заеднички мора да го направиме. А со препукувања, омрзи, пустоши, сигурно не излаваме на крај. Добро. И онај што продава државата утре кој ќе види дека што е направила, ама нема на кого веќе и да се жале. Се му е касно. Јас би ве поздравил, бидете ми живи и здрави и да нема селекти, него пуштате од некои опции. Нема везе кој што мисли, негово е. Само нека има човечко понасање. Поздрав, секој ви добро. Благодарам, поздрав и до вас до Германија. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен, да си ми жив и здрав. И вие исто, повелете. Многу ја почитувам твојата емисија и се сакам да зборувам за темата, не сакам комплименти да давам, зашто тоа е познато во Македонија. Добро. Го пратев интервјуто на господинот Слободан Богоевски. Добро. И тој меѓу другото кажа следното. Дека во тоа жолтото комбе, знаеш кој е жолто комбе, нели? Секој ден ќе ги враќаат од шутка во суд. Мијалков, Груевски и компанија. И тоа почело имаше порано еден навивач кој што викаше и кој што пееше на работнички кој играше. Добро. Да не изложам. И тоа одеше и тоа нив ги чека секој ден. Ќе да нарасти, сега се смеат кога влегуваат, си иронични. После кој ќе излегуваат и кој ќе влегуваат во суд, ќе гледаат надоле, знаеш каде, нели? Ќе се срамат од самите себе. И мислат дека ќе се спасат. Нема спасување од ова. Крив е Верушевски. Да не ги извадеше документите со Зоран Заевски и понатака ќе си работе она како работе. Меѓутоа им се гледа крајот.
И не сакам многу да должам, верувај ми дека не сакам да должам. И тоа многу сакам да ги поздравам Попа и Дамјан и многу сакам да ја поздравам таа господјата што не се јавуваше толку време. И знаеш зашто ја букнав? Мирен. Мири, гледаш колку сум вреден? Јас те поздравувам, ти поделувам здравие, да си ми благословен. И јас вас ме поздравувам и убав ден. Казна од 1 до 5 години затвор му се заканува на Сашо Мијалков, поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, како осомничен во случајот тортура кој во март годинава го отвори специјалното јавно обвинителство. Мијалков денеска за овој случај беше на распит во стаја скоро 2 часа. Мијалков заедно со уште 6 вработени во Министерството за внатрешни работи се осомничени за кривичното дело мачење и друго сурово нечовечко или понижувачко постапување и казнување од член 142 став 1 од кривичниот законник, а поврзано со апсењето на лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски, еден ден по завршувањето на парламентарните избори во 2011 година. За ова кривично дело во кривичниот законник е предвидена затворска казна од 1 до 5 години, а по тоа членот ќе ви го прочитам. Добар ден. Што се однесе до казната, мала казна го чека. Веројатно ќе му не дадат уште некој дело. Не верувам дека ќе пројде со ова дело. Тој има баги и гревови кон оваа држава. Само ме чуди една работа. Вчера приметив многу специјалци од полицијата го обезбедува, мислам, што е он некој повластна личност или што е работа што он мораше да го чува толку специјалци, да речеме. Пребидејќи доаѓа и неговите колеги за култура, за некултура, таму и тите, ама немаше специјалци, за него имаш интересна работа кој ги ангажирал за модалите, Оливер другиот, секонд што го викаат. Така да, чудна работа ми беше. Али добро ќе го испоштат, мислам, нема тука бегање, куркул нема за него. Овие демагозија од Германија што се јавуваат малку тука, да име тоа, продавање, ветер умарува, ништа тоа. Знаеш што ги чека бречава. Ајде поздрав, пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добре. Добар ден. Овој слушател што кажа, само задоволство си прави со критики дали од Германија, дали од тука. Така. Така, и гледаме со колку драгани располагате, со колку рейтинг располагате, ама во емисијата има. Задоволство си правите. Оладите ги гладите и малку нервозно нека и мине. Сите теми ги критикувате и сите закони ги спроведувате, а од опозицијата, а викаш не се определен. Зашто ношераната револуција беше ти на судовите? Ја не беше ли? Значи на секој граѓанин, Господине, бидејќи упорно се јавувате за оваа работа, да ви објаснам еднаш и последен пат. Ке сакате да разговараме или не сакате да разговараме? Дали сакате да разговараме во емисијава како што разговараат двајца луѓе или нема да дозволите? Нека суде сега, ајде, нека суде. Александар Пршевски јавен обвинител беше на СДС. Зашто не суди за време на ВМРО? Чисти се како суде, домакинско работење во ВМРО. Со луѓе кои што не сакаат да сослушуваат, не планирам да разговарам. Човек што е чист се јавува у менисија, дека сака и мене да ме видите да кидам. Ама не честните неке, се заедно дека судо. Човекојадецо, што ги јаке, што ги брка луѓето, што ги криминално хвана, што го сте, оболицеранио, што не направи ги го населе фронтови, монтови, таму и ги убийците ги прави херои. Хулиганското понашање. Кого се заканувате дека ќе победите? Како ќе победите? Без народ власт нема. Без избори нема. И сакате така да укривувате. Чисти нашите ВМРО-ците, чисти луѓе, од ние благодет користите. Користите градење, плати, стабилност, се. Се користите од ова влада. Цела држава се граде. Што се замислуваш? Профитер, кратко е профитерската работа. Кратко е, ќе ви мине. Не можете без народно да видите избори. Не, зборувај се, нема гајле. Избори и бегате од избори. Ајде, нека и мине нервозно, не ви удбашите. Удбашите се овој критикуваат. Пријатно ви. Леле. Јас зарно велам дека многу одамна уште требаше СДСМ да се симне од власт и да дојде некој друг на власт. Не бива вака 10 години СДСМ да владее со државата. Вистина, јас не разбирам во кој век живеете. И срамота и за удбашите, и за марсовците,
Добро. Во членот 142 став 1 во Кривичниот законник стои вака. Тој што во вршењето на службата, како и тој што на наведено службено лице или врз основа на негова согласност ќе употреби сила, закана или друго недопуштено средство или недопуштен начин со намера да изнуди признание или некоја друга изјава од обвинетиот, сведокот, вештакот или друго лице, или ќе предизвика кај друг тешко телесно и душевно страдање за да го казни за кривично дело што го сторило или за што е осомничен тој или друго лице, или за да го заплаши или да го присили на откажување од некое негово право, или ќе предизвика такво страдање поради каков било облик на дискриминација, ќе се казни со затвор од 1 до 5 години. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Порано имам добиено една-два пати, сега пак ја ве пробав. Мило ми е. Сега да ве прашам, Ајде. Тебе и Роберт, кога ќе распишите избори за нов парламент? Кој Роберт? Роберт од Канал 5. Добро. Имате и вие парламент. Имаме, да. Тие пратеници ги слушаме стално. Јас сум Трајко Велјановски во овој парламент. Така. Кога мислите да распишите избори, нови да се јават вака како Не сме да ви кажам во расположение за распишување избори. Не, многу коштат изборите. Овие распишува избори Ке на една година. Веројатно таму на март во март ќе ги одржиме 2017-та и парламентарните и локалните. Со локалните заедно. Заедно се комплет, да не трошиме на два пати пари. Добро. Вака, за некои од овие што се јавуват, само да ви дам две дефиниции. Добро. Што ги имам слушнато. Едната во 85-та ја видов во Охрид. Добро. Српски пишуваше, вели, болje да седиш и шутиш, да мислиш да си глуп, него да устанеш и то потврдиш. За многу од овие што се јавуват, важи ова, не знам дали знаат, дали треба да му преведам. Не мора. И другата дефиниција, многу се казват, да речиме, ако се фати некој сега кривично дело направил, ами вели тие од СДС не направија пред то, затоа има уште една дефиниција што ја слушнав од овие србице, вика, тој што своите дела ги правда со туѓи недела, се мие со кал. И мислам, доволно да кажем, во поглед на ова темата денешна, јасно наситен. Добро. Се работи. Така, поздрав и се најде. Поздрав и до вас. Овие дефиниции користи ги, кој ќе се јават некој како стане, како... Так, ви благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач и да се вратиме на она што ни е тема, а тоа е дека Сашо Мијалков не може да земе здив од распити во Кривичниот суд вчера и од распит во СЈО денеска. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па кога веќе почнавте со смеење, да завршиме и така, затоа што прекрасна насмевка имате на вистина. Благодарам. Повелете. Вчера во Кривичен суд, денес на распит по СЈО. Мијалков не може да здивне. Па како не може да здивне, викенд ваќе? Ке си вради авионот, ке си отиде на море, вамо, тамо. Како не може да здивне? Па немојте Огнен таквите им... Да, многу малициозно од наша страна, искрено. Многу. Точно така. Срамот. И сега, уште нешто, за влезот на Мијалков и на кралицата Елизавета, односно министерката Елизавета, добро. Мој предлог, бидејќи работев во една од институциите од Министерство на култура, да им се направи триумфална порта за да влегуваат и во судница и во СЈО. Може би предизвикот ќе биде многу подобар. Ви благодарам за ја. Поздрав од Лидија, се најубаво. Поздрав и до вас, Лидија, убав ден. Дали имаме некој друг на линија со уште некоја попрекрасна идеја? Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, има. Хајде, повелете. Немав намера да се јавам. Така. Али кога го слушнав Мите Василев, почнав да вртам. Ви се јави побуда. Да, почнав да вртам и добив. А добро што добив, пошто стварно те слушам, насмејан во ова денешна емисија. Да, денеска некако посебен е денот, морам да признам. А ме чуди Мите Василев, или станал на лева нога, или станал на права нога. Прв пат да го слушнеме онака како што стварно доликува еден граѓанин кој што е надвор од земјата,
Пошто од него не сме навикнале да дискутира така како што треба, како што дискутираше денеска. Стварно ме има изненадено. И нека продолжи така, само да не биде по другите емисии да ја напаѓа опозицијата, него да збори реално. Кога има потреба за напад на опозицијата, ќе ја нападнеме. Кога ќе има напад за власта, треба да ја нападнеме, пошто ние граѓаните осудуваме. Ние ги ставаме во опозиција, ние ги ставаме во опозиција. Тоа кога СДСМ ќе се симне од власт, тогаш? Видете, sada sama, ја мислам дека и да сакаш овие 10 години да биде на власт, да се свести народот дали е убаво овака или не е убаво. Добро. Ајде, ти пожелам убаво и само недела, па понеделник да видиш малку понаму. Па да, добро, понеделник малку посериозно ќе биде. Сега петок да се расположиме. Да. Пријатно. Убав ден. Дали имаме некој следен на линија? Некаде при крајот на емисијата сме. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака ме интересира за апсинето на Бошковски. Добро. Го обвинуваат Мјалков. Меѓутоа, дали важи истото и за Катица Јанева што го апсеше Темелко? Дека самата призна дека го бил незаконски затворен. Саат тип, али само саат типол. Дали било саат типол или 2 години или 1 минута, исто е тоа. Дали важи истото и за Катица Јанева? Тоа треба да го кажат правните лица. Слободно обратете се до некого или поднесете вие иницијатива да се испита случајот. Вас го прашувам, ајде пошто вие многу Јас не сум правник, господине, за да ви го кажам тоа. А знаете да се смеете онака цинично кога разговарат некои против тоа? Не, видете, ние сега, јас и вие конкретно зборуваме сега за овој случај. Кога човек ќе се јави и ќе ми кажува бабини деветини кои што не се врзани со случајот, нормално е дека ме засмева. Како што гледате, со вас комуницирам нормално. Не, па добро, нормално, јас сакам нормално да комуницираме. Затоа викам, ја мислам дека по моје мислене дека исто е и важи за Катица Јанева, затоа што она го... А вие правник ли сте? Да, правник сум. Да, правник сте? Да, правник. Добро, тогаш да ви верувам. Потпуно истото важи. Затоа што самата на телевизија призна дека незаконски бил лишен од слобода, али само саат типол. А како правно лице чувствувате ли одговорност да поднесете иницијатива или пријава на допрен глас до основното јавно обвинителство да покрене обвинение против Катица Јанева? Има други кои ќе покренат, ја не сум за тоа. Аха, значи зајавување сте. Да. Добро. Добро. Ајде, пријатно. Пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некој друг? Или тоа беше последниот гледаш? Ако ми дадат знак од режијата, може би ќе знам дека треба да завршам. Добро, благодарам режија. Ова беше и последниот јавуваш во текот на ова издание на Очи во очи, кој е денеска петочки. Јас се извинувам ако некому пречеше смеењето, но што да правиме, некогаш ете и такви емисии доаѓаат. Подобро да се смееме отколку да плачеме, нели? Не знам, така некако е тргната работава. Ви посакувам пријатен и исполнет викенд и гуштете си ги саканите. Одморете малку од политика, пријатно.